Здраво, драги родители! Од денес повторно ќе можете да ги следите новите видеа за свесното родителство на страната на Малиот принц, но денешното прво видео јас решив да го посветам на автентичноста, затоа што во основата на свесното родителство се бара пред се родител да биде автентичен, да може да допре до својата автентичност, да може да ја открива постојано својата автентичност, да биде во склад со неа, за да може да гради една свесна врска со своето дете. Сега, на прашањето што се подразбира под поимот автентичност, од што зависи автентичноста, која е таа централна точка, која што од која оваа идеја ќе може да не одведе напред кон еден живот кој што ќе биде автентичен, со кој што ќе доживуваме автентични искуства. Прво, тоа подразбира ние да можеме да си дозволиме подлабоко да навлезнеме во зборот автентичност, односно да бидеме во нашето автентично јас. Што значи тоа? Тоа значи да си бидеме верни на себе си, да ја поседуваме, да си дозволиме да ја поседуваме нашата вистина за себе, нашата природна суштина за себе, да го поседуваме нашето верување кое што одговара на нашата природност. Значи да бидеме усогласени со нашто сме ние, со нашата фреквенција на нашиот природен отпечаток. Но истовремено значи ние да го оставиме тој печаток, да го одбележиме тој отпечаток. И што значи тоа? Навистина да можеме да действуваме со една таква страст за она кое што ние веруваме дека сме. Веруваме дека за тоа постоиме. И значи преку идеите кои што ние сме ги избрале, преку содржините кои што ние ги избираме, за да можеме да доживееме едно такво ментално и емоционално искуство, значи едно физиолошко искуство и постепено да влегуваме во еден физиолошки животен век кој што ќе биде исполнет токму од тие идеи, содржини, верувања кои што се преку кој што ние се откриваме, преку кој што на некој начин ја испитуваме нашата автентичност. Значи тоа не значи дека ние не можеме да имаме еден автентичен живот со тоа што сме избрали да живееме во една состојба на балансиран мир. Секако дека можеме. Но од друга страна пак не значи дека ние сме автентични, сме решили да живееме еден автентичен живот со тоа што ќе постапуваме во нашиот живот постојано кога мислиме дека треба да одиме на различни места, да се прекажуваме на различни места, значи да менуваме постојано едно живеалиште или друго живеалиште и таму да се прикажуваме во таа насока, да мислиме дека тоа е нашата автентичност. Значи ние можеме да бидеме мирни, можеме да бидеме стабилни, можеме да бидеме уравнотежени на една локација во текот на целиот наш животен век, доколку ние навистина сакаме тоа да бидеме. Ако тоа е подредено спрема она што ние навистина сме, значи тоа е нашата автентичност. Меѓутоа, поради илјадниците години во која што нашата цивилизација живеела во почетокот од опстанокот, каде што го собрала каде што го расобрала стравот и понатаму тој страв го пренесувала генерацијски низ живеењето во општествата, преку културата, преку воспитувањето, преку идеите, преку верувањата, преку дефинициите кои што се повеќе ги имаме усвоено за намалување, за невредност, за девалвација и преку искуствата на неповрзаност, на разделеност се повеќе меѓу нас, меѓу човековите битија денес. Значи, се повеќе навлегуваме во една состојба во која што не можеме да допреме до нашата автентичност, не можеме да допреме до нашата суштина, да не можеме да се видиме на вистина кои сме ние.
Меѓутоа, можеме слободно да кажеме дека денес и дека се менуваат работите, луѓето стануваат се повеќе свесни, луѓето почнуваат да одат во насока на преиспитување на себе си, сака да допрат до својата суштина, сака да допрат до својата автентичност. Некогаш тоа се случува по пат на нивна поголема трансформација, затоа што кога ќе тргнеш по тоа нешто, не мора да значи дека треба нешто да доживееш, некое нешто кое што ќе биде навистина тешко и мачно, меѓутоа може да биде да се работи само за една идеја дека треба да ги отпуштиш сите работи кои што не си ти. Едноставно да сватиш дека тоа не е за твојот добробит, затоа што тоа е една лага во која што ти си навлезена. Твоите верувања се верувања кои што не ти носат добробит, затоа што не си ти. И да почнеш да инкорпорираш, да внесуваш во себе, да абсорбираш, да вметнуваш голем број на работи кои што си ти, кои што едноставно овозможуваат да можеш да расвутиш спрема својата природност, кои што едноставно ја подигнуваат, ја изнесуваат твојата природност на виделина, на напред. Наместо да не можеш да се видиш себе си, постојано да бидеш во една состојба на страф и фрустрираност со самата себе. Значи, станува збор да можеш да преку сите тие работи кои што ќе ги инкорпорираш во тебе, кои што мислиш, уствари кои се поистоветуваат со твојата внатрешна состојба, со твојата природна состојба, да можеш тоа да го изразиш преку една креативна, уметничка креација. Значи, преку еден начин на изразување кој што е својствен само за тебе, кој што е оригинален само за тебе. Оригинален е спрема твоите природни наклонетости, особености, твоите дарби, кои што ги имаш. Значи, станува збор едноставно да се прикажеш себе си пред светот. И да бидеш, но и да се прикажеш. Без едноставно да се двоумиш, да не ја искажеш својата автентичност пред другите, без да се повлекуваш, едноставно да ја искажеш таа твоја автентична природа, да ризикуваш, да сакаш да ризикуваш, што значи тоа? Да сакаш да влегуваш во авантуристички, истражувачки намери, да сакаш да бидеш храбра, да сакаш да бидеш бестрашна, истовремено, но да бидеш и со голема самодоверба, со голема сигурност, да бидеш љубопитна, да бидеш имагинативна, да имаш една голема возбуда кога сакаш тоа да го представиш пред другите, да бидеш во една интеракција која што ќе биде подредена на твоето битие, што значи да можеш да комуницираш со мислите и со чувствата во иста насока. И да не го чуваш тоа, едноставно тие прекрасни особености кои што ги поседуваш, да знаеш дека постојат за да можеш да ги дадеш. И така тие стануваат дарови. Затоа што тие не се дарови твои, туку тие се твои карактеристики, тие се твои особености. Меѓутоа, кога сакаш да ги споделиш со другите, тие стануваат дарови. Значи, да не се штедиш, едноставно да му покажеш на другите, да споделуваш со другите она кое што представуваат твои оригинални особености. И од време на време може да се почувствуваш дека се бараш, дополнително се пронаоѓаш, меѓутоа сепак
Тоа е за да можеш да искажеш својата автентичност, затоа што имаш потреба, чувствуваш дека треба да дадеш нешто од себе, но на тој пат треба да разбереш дека многумина ќе го бараат она што ти го споделуваш во тебе, значи ќе ја бараат таа твоја вистина, но од друга страна пак ќе забележиш колку многу личности околу тебе навистина си дозволуваат и тие да влезат во својата автентичност, како што и ти самата си одлучила да влезеш значи да влезеш во твојата автентичност, гледајќи како другите тоа го прават. Значи ние кога сакаме да бидеме автентични, кога почнуваме да истражуваме нашата автентичност, да не се плашиме дека ќе бидеме на некој начин ќе имаме предизвици во животот кои што ќе не направат, ќе не обесхрабрат, туку едноставно да бидеме волни да сакаме да застанеме исправено, силни, стабилни, да бидеме цврсти во сето тоа, значи да не подлегнуваме на голем број на препреки кои што сакаат да не вратат назад, затоа што сваќаш постепено дека преку својата свесност ти се развиваш, растеш благодарение на твојата автентичност, растеш нагоре кон небесата, ти сакаш да се најдеш некаде помеѓу земјата и помеѓу рајот, затоа што самата си дозволуваш да бидеш во таа состојба на постојање во која што сваќаш, дознаваш дека имаш некоја цел да дадеш, дека можеби имаш и некоја мисија, и да препознаеш на вистина каде тие твои прекрасни, уникатни подароци треба да ги изнесеш, да ги насочиш. И секогаш при тоа, ама баш секогаш ќе постои рефлексија од оние кои што ќе го бараат она што ти го даваш. Меѓутоа, без разлика, таа автентичност која што ја бараме низ голем број на откривања, на содржини, на тргање на пластови, на наслаги, на верувања кои што биле негативни, кои што не биле она што ние сме, можеби ќе се случи да очекуваме да дојде таа автентичност многу порано отколку што ние посакуваме, меѓутоа може и да се случи да дојде и неочекувано нешто. Значи, потребно е да го очекуваме неочекуваното во нашиот живот, баш кога некои работи ќе ни се случат во нашиот живот, кои што можат и да бидат негативни, од тоа да произлезе и многу позитивни нешта, од тоа да произлезе уште повеќе нашата автентичност, што значи дека животот итекако да дозволиме да ни го одвлекува вниманието на многу места, значи во многу насоки, значи да не се плашиме дека кога тоа нешто ќе се случи, затоа што некогаш и да си дозволиме некогаш, например, да бидеме пофалени на тој пат, некогаш ќе се случи да бидеме и едноставно понижени. Но секогаш да мислиме дека треба да одиме напред. И на тој пат, кога одиме напред, да знаеме дека ќе се случат неочекувани работи кои што и ќе не вратат назад. Неочекувано ќе не вратат назад, но секогаш да мислиме дека треба да го следиме патот на помал отпор. Без разлика какви ветрови ќе дуваат. Без разлика какви препреки ќе дојдат кај нас. Какви препреки, какви ветрови ќе се постават пред нас. Затоа што тие едноставно, која му е целта на тие негативни ветрови и негативни препреки? Целта е да се завртиме и едноставно да сакаме да заминиме од тој пат. Меѓутоа, кога
влегуваш подлабоко во таа животна авантура, сваќаш дека си веќе влезена во процесот, дека си веќе влезена во тие преиспитувања, во тие откритија за себе си на едно многу подлабоко ниво и затоа што едноставно тие препреки, сите тие ветрови и биле битни, многу битни, биле суштински за тебе, за да можеш ти да ја разбереш суштината на целовитоста на твоето битие, на твоето собствено битие, на твојата да си ја видиш многу подлабоко твојата автентичност. Значи, тие ветрови и препреки зошто постоеле? Зошто се случиле? Се случиле заради твојата цел. Тие биле тука со причина. Тие биле тука едноставно да те зацврстат, да те валидизираат, да ти ја засилат твојата автентичност. Значи да се здобиеш со зацврстување и со зајакнување на твоето вистинско битие. На тоа што си ти. Затоа што кога ќе се изнесеш ти себе си, ќе ја изнесеш таа твоја автентичност, која што е подредена на она што ти го кажуваш дека си, на она што ти мислиш дека е вистина, секогаш ќе имаш засилување. Секогаш ќе имаш поддршка од креацијата. Затоа што креацијата е таа која што створена е за тоа. Значи, креацијата никогаш нема да ти се противречи. Креацијата никогаш не оди во насока против тебе. Креацијата секогаш е таа која што ќе ти даде поддршка. Ќе ти даде една безусловна поддршка, затоа што таа е дизајнирана за тоа. Таа е дизајнирана да ја поддржи онаа вистина која што ти велиш дека е за тебе, онаа вистина која што ти ја кажуваш дека е вистина за тебе и ја кажуваш од своето срце и едноставно таа се подредува на твојата фреквенција, на твојот природен отпечаток. И се разбира дека во тој природен отпечаток почнуваат да се вметнуваат во таа твоја автентичност, почнуваат да се вметнуваат голем број на идеи за баланс, за мир, за благосостојба, за благодарност, за милост, за почит. И при тоа секогаш, ама баш секогаш, да си дадеме момент, да си дадеме време, да се преиспитуваме, за да бидеме сигурни дека секогаш сме во својата автентичност. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Се гледаме!